Се уште се чека одговор од Бугарија дали ќе има официјална средба помеѓу македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова и председателот на Бугарија Румен Радев на самитот на НАТО. Овој настан ќе се одржи на 24 и 25 јуни во холандскиот град Хаг. Од македонската страна се децидни дека иницијативата за средба помеѓу двајцата колеги председатели да седнат на иста маса е прифатена, со образложение дека треба да има меѓусебен диалог помеѓу двете држави. И додека се чека потврда дали Радев и Силјановска-Давкова ќе се сретнат во време кога во Европскиот парламент ќе се гласа за извештајот на Македонија од Томас Вајц, во кој недвосмислено се потврдени македонскиот јазик и идентитет. Заканите и притисоците од Софија упатени кон известувачот Вајц не престануваат. Тој обвинува дека бил жртва на закани, клеветнички кампањи и објавување на неговиот личен телефон на екстремно десничарски профили, објави бриселскиот медиум Политико. Според Вајц, овие закани доаѓаат затоа што одбил да се повикува на притисокот од Софија околу извештајот за напредокот на Македонија, а за тој извештај беа поднесени 4 амандмани со кои се нагласува македонскиот идентитет и македонскиот јазик. За мене стандардна практика е да се среќавам со представници од земјата кандидат за која се пишува извештајот, а не политичари од соседите. Цел сум да нападите затоа што не попуштив на бугарскиот притисок. Посилниот притисок на Бугарија, која повторно го злоупотреби фактот дека е земја членка на Европската Унија, одложена е расправата во Европскиот парламент по резолуцијата за Македонија. Гласањето е презакажано за 24 јуни. Главниот известувач задржавава Томас Вајц и покрај тоа што цврсто стои зад ставовите од извештајот во кои се цементираат македонскиот јазик и идентитет, им даде 20 дена рок на бугарите да ги кажат своите забелешки. Извештајот на Вајц е доказ дека и во рамките на Европската Унија веќе има различни гледишта и дека се прифаќаат македонските аргументи дека тоа што го бара Бугарија е неосновано и непримерно. Тоа се должи на дипломатската офанзива на македонската влада, која доаѓањето на власт јасно ги пренесува цврстите позиции, дека државата не може и не смее да потклекне под бугарските уцени. Македонската влада го поздрави фактот што во нацарт верзијата во извештајот првпат се споменува посебен македонски идентитет и јазик, но предупреди дека постојат сериозни обиди од некои европратеници да го релативизираат тој поем преку додавање на зборот сегашен.